Стопанственици, членови на Сојузот на стопански комори на Македонија, денеска беа дел од презентацијата на новата индустријска развојна зона Новини и Речица во општина Куманово, на која беа представени можностите за инвестирање во неа. Градоначалникот Максим Димитриевски пред бизнисмените посочи дека зоната треба да придонесе за економски напредок на Кумановскиот регион и во неа е предвидено да се развие мало и средно стопанство во делот на лесна и незагадувачка индустрија, хотелски капацитети, големи трговски центри. Нашата цел како град е да го развиваме стопанството и да дадеме еднакви можности за инвестиции во кумановското стопанство и на домашните првенствено и на странските инвеститори. А јас како градоначалник имам намера да се борам за секое едно вработување повеќе, бидејќи од суштинско значење за нашите граѓани и нашиот град. Сметаме дека во рамки на ваквите квалитетни презентации ќе успееме да изнајдеме реални инвеститори од реалниот сектор да инвестираат во нашиот град, а тоа ќе значи не само за нас како општина, туку и за државата. Општина Куманово има и организирано јавно надавање за оваа индустријска зона само еднаш, и тоа мислам дека е пред повеќе од 7 години. Од тогаш нааму, ова ќе биде првото јавно надавање за оваа индустријска зона, на која што ќе добијат можност да се вклучат сите правни субјекти кои што ги исполнуваат условите. Имаше разговори и преговори со повеќе стопански субјекти и организации и од домашната бизнис заедница, но и од странството. А впрочем, на крајот на месецот ќе оди јавното надавање и ќе видиме кој активно ќе се вклучи. Во креирањето и имплементацијата на економските политики важен акцент треба да се стави на рамномерниот економски развој, кој ќе донесе подобри услови за живот и работа за сите граѓани на нашата држава, истакна председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска. Она кое што го гледаме како голем потенцијал во зоната е низината навистина добра, можеме да кажеме, географска поставеност. Меѓутоа исто така и можностите кои што општината, односно локалната самоуправа во Куманово и градоначалникот ги нудат од аспект на тоа да има добро вмрежување, поврзување, инфраструктура, меѓутоа и додадената вредност која што ја нуди оваа зона од аспект на тоа на постанување на еден квалитетен синџир на снабдување не само меѓу овие компании кои што ќе работат внатре во зоната, туку и на останатите представници од деловната заедница, навистина ни дава една доза на оптимизам дека зоната ќе се развива навистина квалитетно и она кое што уште многу поважно да се искористат човечките капацитети на пазарот на трудот од Куманово и да се намали вработеноста, а со тоа да се зголеми стандардот на граѓаните на Куманово, со тоа што ќе се обезбедат квалитетни и добро платени работни места. Индустријската зона зафаќа површина од 61 хектари на атрактивна локација покрај автопатот Куманово граничен премин Табановце. За зоната 20 милиони денари обезбеди државата за изградба на пристапните патишта, водоводна, фекална и атмосферска канализација.